Градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов денеска во работна посета прими висока делегација на општина Едеса од соседна Грција. Станува збор за неодамна избраното ново раководство на оваа општина, а делегацијата ја предводеше новиот градоначалник Димитриос Јану, неговиот заменик Христос Заитис, шефот на кабинетот Коста Стумбос, како и директорот на секторот култура и туризам Евангелос Киријаку. За основната цел на оваа посета информација добивме од градоначалникот Панов. Сакам од лично име и од името на градот да му посакаме добре дојде на новиот градоначалник на Воден, на Едеса. Поводот за неговото доаѓање е заедничката комуникација околу реализацијата на нови проекти, бидејќи веќе еден проект реализираме и во тек е негова реализација. Тоа е проект за музејот, односно нивниот дел има друга содржина, кој што има доперни точки со Кавадарци. Заедно со општина Воден ќе реализираме еден музеј во градот Кавадарци, кој што најнапред ќе биде музеј на виното и грозјето, односно на лозарството, а потоа ќе го трансформираме истиот заедно со старите содржини со како една трајна поставка за музеј на град Кавадарци. Бидејќи во првиот дел имавме и работни средби во Воден, редот е да тие бидат сега присутни во Кавадарци и заедно да се договориме за идните приоритети, бидејќи како што не најавив од средбата во Струмица, новите износи на пограничната соработка ќе бидат дуплирани, односно Кавадарци заедно со Воден ќе може да користи уште поголеми средства доколку ги најдеме заедничките интереси. Сигурно дека имаме заеднички интереси. Оваа средба е не само куртоазна, туку и работна средба на која што ќе се договориме до 16 мај, до кога трае отворениот повик, да заеднички поднесеме еден проект, да го бранеме истиот и да повторно зимаме, односно влечеме пари од Европската комисија. Вкупната сума е, мислам дека над 14 милиона евра, меѓутоа таа ќе биде расподелена на сите општини кои што се граничат со општините во Република Грција, така што ќе видиме во зависност од проектот, во зависност од проектите кои што ќе ги аплицираме и со други општини, се надеваме сигурно на дупло зголемување на износите кои што ги добивме минатиот пат, а знаете минатиот пат беа некаде над 100.000 евра за колекторот и 70 евра за новиот музеј во Кавадарци. Го спомнавте музејот, станува збор за стариот младински дом. Да, тоа е стариот младински, односно официрски дом, на кој што додаваме и наши буџетски пари за да можеме комплетно да го реализираме. Еве што во оваа пригода ни изјави градоначалникот на Едеса Димитриос Јану. Како ново избран градоначалник, прв пат ми е да го посетам градот Кавадарци. Среќен сум што можам да се дружам со пријатели и со пријателите да го претвориме нашето партнерство во проектни активности и проекти кои што ќе придонесат, кои што ќе бидат придобивка за граѓаните на нашите општини. Сакам да нагласам дека нашата соработка трае веќе неколку години и дека имаме високо ниво на сложување и затоа се надеваме со успешни резултати во иднина. Треба да работиме во насока да не делат 200 километри, него да не делат само 50 километри, да бидеме што е можно поблиску. Мораше да кажеме дека помеѓу нашите две општини, помеѓу општина Кавадарци и општина Едеса, не постојат граници. Од овие причини, овој проект е многу добра прилика во насока да им помогнеме на нашите држави да го решат остаткот. За нас е многу важно да живееме на ова заедничко место заедно. И за политичките теми кога станува збор, значи исто е ко фамилија. Не може да ги оставиш едните да решаваат во име на целото семејство.